Затворање на факултети, бркање на професори од работа, реизбор на судиите, во кој процес ќе бидат вклучени и странски амбасади, е стратегијата на Социјалдемократскиот сојуз доколку дојде на власт, рече вчера професорот Љубомир Фрчковски. Фрчковски потенцираше дека првата задача на новата влада ќе биде да се распушти судството и да се избркаат судиите, а новите да се изберат со странска помош, колку и тоа да изгледа како губење на суверенитетот на Македонија. Веројатно новата влада, ја мислам дека ќе биде опозициона целосно со сите албански партии внатре. Мислам дека ни предстои реизбор на судовите. Значи, мора да се изведе операција за која е потребна голема мобилизација на генерален реизбор во кој треба да бидат вклучени странците. Во овој момент ние мораме да ги вклучиме странците во изборот. Тоа изгледа како протекторат, изгледа како темата на суверенитет, нека расправаат што сакаат. Втората задача на идната влада, која според Фрчковски ќе ја сочинуваат СДСМ и сите албански партии, е укинување на 50 на дисперзирани факултети широм државата, без разлика колку студенти би останале без образование или професори кои би останале без работа. Образованието е жестоко нападнато. Веројатно, како и во Албанија, ќе се случи укинување на едно 50 на факултети од таа државна мрежа на факултети по сите села, се тој пазар и структурата на нивото на студирање да се повисокото образование да се стегне, а тоа е жестока операција. Знаете што значи да укинете 35 факултета? Ајде студентиве некако ќе се присоберат во транзиција, ама имате луѓе кои ќе останат на улица. Фрчковски, кој беше и председателски кандидат на СДСМ во 2009 година, важи за главниот стратег на опозицијата. Освен него, рестриктивна политика во евентуалната влада на социјалдемократите во делот на економијата, најави и поранешниот министер за финансии од СДСМ Никола Поповски. Според него неопходно е кратење на јавната администрација, на платите во јавниот сектор и на пензиите. Дека ќе мора да се коригираат во спротивна насока. Значи, потенцијални жртви создава, потенцијални жртви. Еве да објаснам што мислам практично. Да речеме, потенцијални жртви во реформите ќе биде јавната администрација. На еден или на друг начин, никого можда лично нема да засегне директно премногу, но вкупната потрошувачка заплати во јавната администрација мора да се смали. Понатаму, да речеме, сите сме свесни дека во последниве 7-8 години нивото на пензиите во Македонија, реалните пензии, драстично се зголеми над нивото на реалните плати. Тие едните и другите стануваат недоволни за живот, но едните многу по-брзо отидоа напред отколку другиве. Сега тоа е малку дебаланс, ќе треба да се намали тој дебаланс. Пак има жртви. Политиките за кои се залага Социјалдемократскиот сојуз наидоа и на остри критики на социјалните мрежи од самите членови на СДСМ. Дел од нив деновиве изразија каење за тоа што го даде гласот за партијата.